Почитувани граѓани, Шилегов изгуби во Скопје со разлика од 8.000 гласа. Граѓаните во огромен број се определија за промени. Народот јасно даде глас против власта и против силно антивладино расположение. Бројките го покажуваат тоа. Во општина Бутел, Петре Шилегов изгуби со разлика од 408 гласа или 6%. Во општина Ѓорче Петров, Петре Шилегов изгуби со разлика од 2696 гласа или 40%. Во општина Гази Баба, Петре Шилегов изгуби со разлика од 6425 гласа или 79%. Во општина Аеродром, Петре Шилегов изгуби со разлика од 6567 гласа или 72%. Во општина Кисела Вода, Петре Шилегов изгуби со разлика од 5895 гласа или 81%. Во општина Карпош, Петре Шилегов изгуби со разлика од 1867 гласа или 20%. Во советите на општините и во Советот на град Скопје, Шилегов и СДСМ изгубија со разлика од над 50.000 гласа. И тоа, во општина Бутел, СДСМ изгуби со разлика од 3617 гласа. Во општина Ѓорче Петров, СДСМ изгуби со разлика од 2873 гласа. Во општина Гази Баба, СДСМ изгуби со разлика од 7877 гласа. Во општина Аеродром, СДСМ изгуби со разлика од 6803 гласа. Во општина Кисела Вода, СДСМ изгуби со разлика од 6000 гласа. Во општина Карпош, СДСМ изгуби со разлика од 784 гласа. Во Чаир, СДСМ изгуби со 844 гласа. Во Скопје, разликата на советничките листи е 26205 гласа во корист на ВМРО ДПМН. Желбата на огромното мнозинство скопјани е јасна. Тие сакаат промени и поубава иднина. Тоа се гледа и по бројките, кои потврдуваат дека споредбено со минатогодишните парламентарни избори на овие избори имаме нови 13.000 гласови во Скопје. И тоа, во Аеродром нови 3800 гласа, во Кисела Вода нови 1500 гласа, Ѓорче Петров 800, Гази Баба 3400 и во Бутел нови 3000 гласа. Почитувани скопјани, Петре Шилегов е убедливо најнеспособниот градоначалник и тоа се потврдува на овие локални избори. Затоа ве повикуваме сите вас, граѓани и партии од опозицијата, да се обединиме, затоа што само еден чекор не дели од промените кои ги посакуваме, но пред се ги заслужуваме. Петре Шилегов е минато за Скопје. Ви благодарам.